Даниел Чамушев од Штип има 41 година и е речиси 100% слеп на двете очи, но треба да одслужи 12 години казна затвор. Чамушев е зависен од туѓа помош, но тоа не би било доволно да му се усвои жалба и да се укине правосилноста на решението со кое тој треба да ја одслужи затворската казна. Па се жалев, одбијаме, а по која основа не знам. Ајде сите документи ги фотокопира од систина што беа, однесе и ги, па стаса да се јава, а кога не знам. Добро, Даниел, што понатаму? Како? Натаму? Па не знам, јас самиот не знам више што понатаму, више ја мене не мисли живеане, не знам што да ви кажам. Чамушев повеќе од 20 години е диабетичар и како последица на покаченото ниво на шекер во крвта, почнал да го губи видот најнапред на едното, а потоа и на другото око. Трите последователни операции не успеале да му го спасат видот. И јас сега како знаја, како уме, јас најде се за пари некако просио да вајдо, мајка ми кредит извади, одиме, правиме, што може и тоа не се нафаќа у систина. Таму се нафаќа и таму не ќе да се нафатат. Од Ептен било више ситуацијата Ептен ризична. И докторката некако нафана се, првата операција правиме, па не можеше крварењето да го сопре и нели прекина таму, рече Даниеле, вика, мора да прекинеме, оти не може да го сопреме крварењето. Одслужувањето на затворската казна Чамушев ја почнал во 2013 година, но поради проблемите со видот му е одобрен отпуст, но неговиот рок поминал и тој повторно треба да се врати во Штипскиот затвор. Ми стаса документ да се вратам во затвор, пак. А таму немат услови, треба некој нели да има да се грижи за мене 24 сата, а таму, ако отидам, јас знам што ќе биде. Ако отиде таму, знам што ќе биде, дека нема никој да те гледа, нема никој да те треба некој да те чисти, да те бања, нели. Иако ситуацијата делува абсурдно, според законот слепилото не го ослободува Чамушев од затворската казна. Тој е должен истата да ја отслужи, но од друга страна установата каде ќе биде сместен мора да ги поседува сите услови за лице со посебни потреби, а во моментов такви услови нема во ниту еден затвор во државата.